Македонското здружение за заштита при работа и оваа година го одбележува 28 април, Светскиот ден на безбедност и здравје при работа. Ова е веста на денот, а сега следува кусиот преглед од настаните на денот. Од утре во продажба приемници за дигитални телевизии. Денеска се одбележува Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Граѓаните наместо на Скара за 1 мај ќе отпатуваат низ светските метрополи. Колку македонските граѓани зборуваат на телефон? Во продажните места на One од утре ќе се најдат во продажба приемници за дигитални телевизии, кои ќе им бидат потребни на оние кои имаат постари телевизори, а не се приклучени на некоја кабелска телевизија или на Max TV и Boom TV. Министерот за информатичко општество смета дека сите телевизии од 1 јуни ќе се дигитализираат. А доколку некоја телевизија тоа не го стори, ќе мора да побара нова дозвола од Советот за радиодифузија за да зрачат преку кабловски или сателитски оператор. Од утре во продажните места на One ќе може да се набават приемници за дигитални телевизии, кои ќе бидат неопходни од 1 јуни кога ќе почне дигитализацијата, односно тогаш сите телевизии ќе мора да емитуваат дигитален сигнал. Овие приемници ќе им бидат потребни на оние кои не се приклучени на некој кабелски оператор или не ги користат услугите на Boom TV или пак Max TV, а имаат постар телевизор. Приемниците од производителот Сажем кои од утре ќе бидат пуштени во продажба ќе се продаваат по цена од 990 денари. За цената од One велат дека е пристапна цена со оглед на тоа дека на пазарот ресиверите се продаваат по цена од над 5000 денари, а оние што ќе го купат ќе можат еден месец да го гледаат ексклузивниот пакет на Boom TV. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски верува дека локалните и национални телевизии ќе се дигитализираат и ќе стартуваат со поквалитетен сигнал. А доколку некоја телевизија не се дигитализира, ќе треба да побара нова дозвола од Советот за радиодифузија за да зрачат преку кабловски или сателитски оператор. Ние сме намислени дека ќе се дигитализираат, сите национални телевизии ќе се дигитализираат. Они кои што нема да се дигитализираат имаат стална опција да премијат преку кабловски оператор или сателитски оператор, со тоа што ќе побараат нова дозвола со радиодифузија. Има голем број на придобивки со самата дигитализација и токму затоа настојуваме како влада таа да започне на 1 јуни 2013 година. Министерот истакна дека планот на дигитализација е донесен пред 5 години и локалните и национални станици имале доволно време за да се подготват и да може да се спроведе дигитализацијата. Од дигитализацијата ќе има голем број придобивки, се подобрува квалитетот на услугите, граѓаните ќе добијат подобра слика, ќе имаат поголем број опции за каналите што ќе ги гледаат и дополнителни услуги, а ова ќе креира и нови работни места. Рокот за исклучување на аналогниот сигнал е 31 мај 2013 година. Правна основа за донесување на тарифник со кој ќе се утврдува висината на трошоците кои паѓаат на товар на работодавачите за услуги кои ги даваат стручни лица, овластени за вршење стручна работа од областа на безбедност и здравје при работа, се обезбедува со измените во Законот за безбедност и здравје при работа. Елизабета Дамјановска. Денеска се одбележува Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Со цел подобрување на безбедноста и здравјето при работа, Министерството за труд и социјална политика пристапи кон измени на Законот за безбедност и здравје при работа. Со измените на законот, работниците во тешката, хемиската и рударската индустрија ќе мора еднаш годишно да имаат детален систематски преглед за да им се утврди вистинската здравствена состојба. За оние што ќе го прекршат законот, глобите ќе бидат високи. Казните ќе се движат од 5000 до 8000 евра. Законската регулатива останува и натаму. Работодавачот да обезбеди здравствен преглед на вработените на секој 2 години, а измените кои ги опфаќа уредбата всушност ќе ја регулираат лојалната конкуренција и видот на пакетот на здравствените прегледи согласно работата што ја извршува работникот. Здравствените прегледи кои што им се вршат на работниците како редовни систематски прегледи не се стандардизирани според видот и обемот, односно не се опфатени сите сегменти, анализи и испитувања кои што треба да им се направат на работниците заради констатирање на вистинската здравствена состојба кај секој поединец, изјави министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски. Квалитетен преглед не значи само поголема или помала заработка или количината на прегледите, тоа значи опасност по здравјето на работниците. Во тој дел имавме јасен став со министерот за здравство и заеднички двајцата седнавме, го преработивме законот, го преработивме правилникот, кој што го донесовме ние двајца по претходна согласност на владата,
И во него сега е јасно дефинирано и во самиот закон е јасно дефиниран стандарден минимум на лекарски преглед кој што мора секоја здравствена установа да го направи. Усвоените измени на законот се со цел подобрување на квалитетот на здравствените услуги, како и зајакнување на контролите. Светскиот ден за безбедност при работа се одбележува со цел да се зголеми потребата од заштита на работниците при работа и превенција при работење и професионални заболувања. На овој ден светските синдикални здруженија одржуваат меморијални мисии за сите луѓе кои животот го загубиле на работното место. Продолжува реализацијата на втората фаза од реконструкцијата на старите фасади на стамбените згради во општина Карпош. Градежните компании ќе ги вршат санационите зафати врз објектите кои беа избрани на распишаниот конкурс од страна на локалната самоуправа. Проектот да го вратиме сјајот на старите згради ќе се спроведе во наредните 12 месеци. И во рамките на истиот во континуитет ќе се менува постоечкиот оштатен изглед на стамбените зданија со нови фасади. Во чии рамки ќе биде изведена термичка изолација на фасадата и поставување нови прозорци. Вкупната вредност на зафатот изнесува 47 милиони денари или над 760.000 евра. Локалната самоуправа во престојниот период ќе излезе со точна бројка на објекти кои ќе се реконструираат и со обемот на градежните активности што ќе се изведат врз секој од нив. Во јануари годинава беше објавен јавниот повик за пријавување на куќните совети за овој проект, а истовремено беше објавен и огласот за избор на изведувачи на работите. Општина Карпош го започна проектот за обнова на фасадите од стамбените објекти на нејзина територија пред 3 години, кога беа одбрани 14 зданија како дел од првата фаза. Македонските граѓани за 1 мај за Великден наместо на излети во кругот на семејството ќе отпатуваат во Рим, Париз, Москва, Истанбул, Прага, па дури и во Дубај. Оваа година поради можноста да се спојат деновите за празникот на трудот и за големиот христијански празник Великден, поголемиот број од граѓаните ќе уживаат надвор од земјата. Но има и такви кои сепак решиле празниците да ги поминат дома со добра храна и со семејството. Ивана Митковска. На само неколку дена пред 1 мај, туристичките работници велат дека веќе немаат слободни места од празничните пакет аранжмани. Тврдат дека годинава има поголема заинтересираност од лани, но како клучни причини не ги посочуваат економските услови, туку можноста да се спојат деновите од двата празника. Во своја режија поголем дел граѓани што ќе отпатуваат надвор ќе одат во Грција, во приватно сместување или во хотел. Но годинава за оние кои што можат да си дозволат, најинтересни се патувањата кон поголемите европски центри. Меѓу нив најпривлечни се Истанбул, Прага, Виена и Париз, но и Дубај и Малдиви, велат од туристичките агенции. Од европските дестинации не спласнува интересот и за Италија, па и оваа година дел од граѓаните одлучиле празниците да ги поминат во вечниот град. Од туристичките агенции потврдуваат дека најголем интерес имало за Рим, но и за Париз и за Истанбул со авион. И од понудите со автобус најинтересни за македонските граѓани се оние кон Италија, но и до Азурниот брег и до Швајцарија. Иако се достапни за дел од граѓаните и веќе се распродадени, ценовниците за празничните патувања покажуваат дека тие чинат повеќе од една просечна плата во земјава. Голем дел од населението сепак не може да си дозволи толкова сума, па затоа за празниците многу од граѓаните ќе си останат дома, со добра храна и со семејството. Според податоците од агенциите, помал е интересот на граѓаните за празнување во некои од домашните туристички центри, но велат дека со оглед на фактот што има повеќе празнични денови, многу од луѓето можно е во своја режија да заминат во Охрид или Дојран. Туристичките работници информираат и дека веќе речиси се распродадени и летните аранжмани за во јуни, а има интерес и за понудите за следниот празник 24 мај, денот на просветителите, кој оваа година се паѓа во петок, па повторно може да се спои со викенд. Македонските граѓани се помалку зборуваат на фиксен, а се повеќе на мобилен телефон. Бројот на претплатници во фиксната телефонија се намалува, а се зголемува во мобилната. На мобилен телефон македонските граѓани разговарале 18,2 милиони часа, а на фиксен телефон пак македонските граѓани разговарале 2,7 милиони часа од фиксните телефони во последните 3 месеци од 2012 година. Андријана Димитриевска.
Фиксниот телефон се помалку се употребува, а податоците од најновиот извештај на АЕК покажуваат дека најмногу фиксните линии ги откажале домаќинствата, а помалку компаниите. Последниот квартал од 2012 година активни биле 408.318 фиксни линии. Споредено со истиот период од 2011 година регистриран е пад од 3,25%, но поделената анализа покажува и дека така наречениот обичен телефон е на удар на фиксната линија од алтернативните оператори, односно фиксните линии што се нудат од кабелските мрежи. Голем раст може да се забележи кај бројот на линии преку кабелски мрежи кои изнесува 30,59%, односно од 46.179 линии во четвртиот квартал од 2011 година до 60.307 линии во четвртиот квартал од 2012 година. Според податоците за последните 3 месеци во 2012 година, во Македонија имало вкупно 2.235.460 активни претплатници во мобилната телефонија, што во однос на истиот период од минатата година е раст за 1%. ВИП оператор бележи континуиран раст низ кварталите. Неговото учество во однос на истиот квартал од претходната година е зголемено за 2,64% поени наспроти опаѓањето на учеството на T-Mobile и тоа во вредност од 4,9% поени. Операторот One го зголемил своето учество на пазарот во однос на истиот квартал од претходната година за 1,45% поени. На мобилен телефон македонските граѓани разговарале 18,2 милиони часа или во просек во последните 3 месеци од 2012 година секој зборувал по 9,1 часа, за разлика од истиот период од 2011 година кога на мобилен се зборувало 15,5 милиони часа или секој зборувал по 7,7 часа. Во последните 3 месеци од 2012 година биле испратени СМС 116.961.383 или 11,1%, помалку од истиот период во 2011 година. Во последниот квартал од 2012 година се испратиле 229.205 ММС пораки. Еве што следува понатаму во неделното издание на Урбаните вести. Спорт. Трансферот на Кавани од Наполи во ПСЖ завршена работа за сума од 63 милиони евра. Актуел. Шер го сними 26-тиот студиски албум. Трансферот на Кавани од Наполи во ПСЖ завршена работа за сума од 63 милиони евра. Спортските вести со Томислав Атанасовски ги гледате веднаш по рекламите.